Со народ ќе бевме у пичку матар. Од која знаеме за себе сите се плашат од нас. Како иначе да ја протолкуваме омразата која имаат кон нас и желбата за асимилација? Народ еј. Еден грст народ и мизерија. 1.300.000 души сме во Македонија, македонци, и еве преку глава уште милиони кусур нека сме по светот. 2 милиона нека сме. 3 милиона луѓе, ама диаспорава не се смета како домаќин што прави белја. Тоа сме ние тукашниве. До нас 3 милиони албанци од Албанија, па 2 милиони косовари, читај пак албанци, значи вкупно 5 милиона, па 11 милиони грци од оздола, па 6 милиони бугари и од горе, како шлак на тортата, 8 милиона срби, 30 милиони луѓе со уплав од 1.300.000 македонци. Се права да те снема, не признава јазик, нација, држава, сакаат да ти земат. Абе, те вакви сте биле, те северни, те славо македонци, те јужно срби, те бугари, те лево маде бричено, десно маде зараснато, те десно колено, онаа работа на точак и така натаму. Во состојба се црниот ѓавол у брачен кревет да го примат само нас да не унесреќат. И си викаш како и си викаш како нормален македонец. Шо им е проблем на луѓево? Шо им е тешко да кажат кој си? Ајде да соработуваме, ајде да се дружиме. Напротив, нон-стоп некоја шизофренија, некоја психичка состојба на подвоени личности кои официјално глумат, а одвнатре те мразат до коска. И си викаш работава е за стручен надзор, за конзилиум, психијатри. Нормално не може цели народи да испратиш ти на психијатар, ама ај си викаш како тоа функционира на поединци, па да споредиме. Еве, кога имаш проблем со контрола на гневот или со омраз, или едноставно си психопат, сакаш некого да уништиш, да го нема, одиш на психијатар. Или не одиш на психијатар. Не ја зимаш терапијата. Имаш проблем. Имаш кираџи во глава, бог кираџи. Бубите лазат на секое место, буби, напред, назад, доле, горе, сегде бубите лазат, делириум тременс, нешто, психози. Ама ај да видиме како е кога одиш на психијатар. Ке легнеш на тоа креветот, докторов, тука до тебе ке седне, и ти ке почнеш да си раскажуваш што те нервира, што ти фали, овој ти е мали, што чувствуваш, колку ги мразиш македонците, му кажеш на психијатар, колку ги мразам македонците, само македонците ги мразам поише од жена ми, да. И докторов ке те праша, а да не ти направиле бе нешто тие македонците, кога си бил мал, уште во развој, во пубертет, да не те напучиле овие македонци, бе, толку што ги мразиш, а? И ти ке му речеш на психијатрот, кого бе да го напучиле мене? Да, а тебе, да не те напучиле македонци, толку што ги мразиш многу. Се сите фрустрации се нели од детството, ако си бил напаствуван, дај кажи си злоупотребуван, кажи си повреден како дете, или посесивен на мајка или татко ти, па тамо ти се може денешни фрустрации, може би не те напучиле македонци, бе. Татко ти, мајка ти не ти дале да купиш сладолед во лето, кога е најжешко, па фрустрација, траума. Така е барем според Фројд, викаат психијатриве. А овие гешталт психологија па не се многу далеко од тој концепт. И ти сега како грк викаш, ама не ми е бе мене македонецот татко или мајка па да ми е фрустрација од детство. Абе, види, дечки, тебе не ти е, ке ти рече психијатров, ама на твоите предци изгледа им е. Изгледа на овие од околу комшииве уште им држи ќутекот што го јаделе од аце наш големаш, и тоа како народи до ден денес им прави фрустрации, па не може да го преболат 2300 години. Аце, ки знаат како ги напучил, да могу им дошол со валангата, ги пучеле без престан.
абе око не можеле вака ги држале очите додека ги пучел Аце, вака ги држале очите да не им испаднат, вака, ој ги напучи, бамра, овие очи, вака ги држа да не им испаднат, Аце маже и што Така е, ако народот се третира како единка на психијатар. Значи, народите околу нас влечат фрустрација од кога биле мали народи. А ние не сме биле народ според нив, а според сите сме биле држава. А тие само биле градови држави. Ситно, кикирики боранија. Јаделе чутек бе, ко воду купус. Аце наш ги искинал ко свиња кеса. И шо е за еден чутек 2300 години, како велат старите, кој ќе ти дојдам таму, кој ќе те пуштам низ раце, ќе ме паметиш уште 2300 години. Ова е тоа изгледа. Не се сеќаваат бе на тој чутек. И си вика, дај бе, згази, земи, ограби од кај знаеш, да не се повампират, па после кој ќе се расправа со нив. Нема врска што се помалку. Па Јаце беше со 40.000 војска на Гавгамела, па и Меба мајка на 200.000 персици. Чекај малку. А зошто бе иранциве немаат фрустрации со нас? Па нели они највише го јаделе чутекот од Аце. Го јаделе и не бања до душот. Постојат сериозни докази, научни, аргументација, дека може би Таче, овој Таче, Аце ги напучил и иранците у тоа време кои биле персијанци. Може имаат фрустрација иранциве, ама си чутат и почитуваат дека некојаш изеле чутек. И сите што ни се нафрлаат се на нивна црна листа. Нас што ни се нафрлаат, иранциве ги стават на црна листа. Не доживуваат како браќа, како иста крв, исти гени. Што е нормално, ако Аце ги напучил тогаш и нели? Ај сега одете проверете да видите кои народи се на црната листа на овие некогашните персици. Персиците сите околу ги имаат ставено на чекирање, само нас не имаат ставено на нивните црни листи. Пак ќе да држи мојава теорија дека добар чутек држи вода, ама не е работата до тоа. Александар покрај тоа што мавал чутек, потоа и простувал. Извини, братко, што те напучив вака јако, просте до тие. Па уште бил голем фраер. Кај ги напучил, па после и жените, им ги се женал со нивните жени, да не остане ништо ненапучено. Такви биле македонците во фалангата. Такви биле. Се да може, се ќе напучиле. И козите, и магарињата, и кравите, и сите ќе ги напучеле. Папагалите ќе ги напучеле, бе. И тигрите тамо ќе ги напучеле. Не знам. Али имаат тигри, бе, овие тамо во Персија, во Иран. Бемлига. Значи, се женал со нивните жени на овие што ги победил, нели за да ја поддржи горната теорија на психијаторот, дека ние сме ги направиле. Веројатно тамо ни доаѓа нашава скромност. Знаеме дека цел свет сме го направиле. Дека сите ние сме ги правиле. Сите имаат македонски гени. Да, јапанци, кинези, американци, норвежани, швеѓани, бе. Па тоа се бре, абе, плюкнати македонци, и ги плави, високи тоа, плави очи. Абе, македонци, бе, чисти. Само немам некои докази дека овој нагоре према Скандинавија тргнал со фалангава. А може тоа го кријат скандинавци, може нив ги напучил. Само не го знае тоа историјата, го скриле тие, ги уништиле тие документи дека тамо им влегол во Осло, во Стокхолм, во Хелсинки. Затоа се вика и стокхолмски синдром, ако се сеќавате на она стокхолмски синдром, да, кога тие се заљубували во душматот и во тој што ги окупирал, што дошол.
Ем ги окупирал, ем ги напучил, вие напучени му кажа, леле, колку сме заљубени, аце, во тебе, во твоја фаланга, вака никој до сега не напучил. Да. Тоа е стокхолмски синдром. Може да се каже и СДМовски синдром, затоа што сега овие СДС истото го прават со нивниве окупатори и овие нашиве непријатели што нив ги држат за мадината голи бричани. Исто си ги сакаат, овие сакаат да ги сотрат, овие си ги сакаат. Стокхолмски синдром, класичен. Ете, зашто сите ги напучивме, сите личат на нас, а ние сме најубави, нели? Не мразат, ама ние ги сакаме, бе. Повеќе ги сакаме од нас, би албанците, грците, бугарите и србите. Ги сакаме, бе, од срце ги сакаме. И покрај се тоа што ни прават. До душа, србиве, да ви кажа, малку се смени кон нас. Ама па, кога ќе се смени некој, да не ме мрази повеќе, ја како македонец, тоа ми е чудно ко србиве, што некако престанаа да не мразат последниве години. И многу така ни се раѓа некој сомнеш, зошто бе повеќе не мразат, ние навикнати сме сите да не мразат. За нас е ненормална ситуација никој да не мрази, некој да не мрази. Не сум навикнат бе некој да ме сака. Тоа е македонски синдром, не стокхолмски. Не сум навикнат некој да ме сака. Што има лошо тоа? Ја душманот да го сакам, тоа е нормално. Па прашање е и родената жена дали ме сака. Родените деца дали ме сакаат, затоа додека не мразат, радувајте се, бе, луѓе, некој ве мрази, зашто уште им држи влага тој чотекот што го јаде од аце наш и што ги напучи пред 2300 години. Кој ќе почна да не сакаат, тогаш треба да ни се запалат црвените сјалички во глава, тогаш сме нафркале. Само еден Господ ќе знае тогаш што е причината што почнале сите да не сакаат. Тоа не е нормална ситуација. Македонците, некој да ги сака, особено не соседите. Тие 30 милиона, ние 1.300.000. Абе, се осеќам ко небрусен дијамант. Беш ми матер, кој елмаз, де?